Добар ден, криптоентузијасти, со мало задоснување, едноставно, знаете како е, во среде сезона, да се од себе, но некогаш ќе има ваков тип на одложување, како и да знаете дека и секогаш работата продолжува, едукацијата продолжува, без разлика на овие, да речем, закаснување. Со тоа што се уште се наоѓаме во Altcoin недела, во која што веќе го работивме коинот Astar, денеска работиме на Axelar, AXL, а остануваат уште Raydium и Dash. Значи, ако не ова, до наредната сигурно ќе бидат обработени, за да можеме да работиме потоа на следниот блок. Тоа се коините кои што веќе ги предложивте, како што кажеме, денеска го работиме Axelar проектот, кој што ќе биде достапен за вас во, да речем, вечерните часови на петок, но како и да е, значи и Raydium и Dash ќе бидат обработени или во недела или во понеделник, сега го ќе завршиме со сите овие коини. Така да не се секирате, тоа што сме ветиле сигурно ќе го добиете. Со тоа што мораме да напоменеме, сабота ќе имаме многу битен лайвстрим за геополитика и крипто. Материјалот е спремен, ве очекуваме во 9 часот во сабота. Очекувате дека ќе имаме екстензивна геополитика и крипто лайвстрим материја, со тоа што ќе разговараме првенствено за крајот на 12-дневната војна во Иран, каде што имавме ситуација во која што сега за сега има примирие, да се надеваме дека така и ќе остане. Ќе разговараме за примирието, како стигнавме до таму, што се очекува понатаму, се што е битно за овој конфликт. Ќе разговараме исто така, тоа се двете главни теми, како и за НАТО самитот кој што се одржа пред само еден ден во Хаг во Холандија и нормално се што се случува на руско-украинската војна. Во исто време ќе спомнеме и за геноцидот во Газа и што се случува таму во моментот. Така да верувам дека нема да сакате да го пропуштите, пак ќе напоменам. Мислам дека последните случувања помеѓу Израел и Иран многу добро покажаа колку е битен овој материјал, колку е битна оваа материја генерално, значи овие информации. Секогаш кога имаме повестување во геополитичките води, имаме огромни последици по пазарите. Мислам дека тоа ви е се повеќе и повеќе јасно, така да не смееме да го игнорираме овој дел. Ако останува збор за алткоините, оние кои што се нови, значи на нашите страни може често да најдете ваков тип на постер, каде што во дескрипција бараме од вас да ни предложите коини кои што би сакале да ги работиме за вас, како истражување, со тоа што ова се последните 4 кои што ги видовте овдека, значи тоа се Astar, Axelar, Raydium и Dash кои што ги обработуваме, а веќе има нови 4 кои што ги гласавте така речено за да бидат обработени во следниот блок. Како и да е, сите овие коини се дел од плейлистата анализа на коини и токени, каде што во оваа плейлиста на нашиот канал има околу 100, верувам дека после оваа недела ќе бидеме веќе и закружено со 100 успешно анализирани проекти од најголеми кон најмали според маркет кап. Така да ова е на некој начин еден од главните наши напори да направиме сите овие коини, односно токени, да бидат истражени на македонски начин со утврдена методологија која што ние ја развивме на нашиот канал и на тој начин сите македонци да имаат предзнаење за тоа каков тип на проект станува збор, што е неговата цел, што истиот представува, каков тип на технологија, се што треба еден инвеститор да знае на македонски јазик за овој проект, а нормално понатаму и да ја надгради оваа истражување доколку планира да инвестира во овие проекти. Така да прогледнете, овде ќе имаме голема количина на коини, ако некој кој ме интересира, потенцијално веќе и сме го обработили. Со тоа што уште еднаш извинувам, значи имавме мал прекин на работата, затоа малку подоцна, ајде пред да завршиме до тој дел, со Crypto Hub Malta, значи гостувавме на Polkadot Meetup, беше доста интересен, затоа малку повеќе кога ќе разговараме повторно за Altcoin Вести. Само сакав да напоменам дека бевме дел од ова, дека активно земавме дел и во добивање на материјал за вас. Така да наскоро во Altcoin Вести ќе спомнеме повеќе околу тоа што го добивме како информации во однос на Polkadot проектот. А во меѓувреме, што е битно во однос на воведот е фактот дека следната сезона на Crypto Hub Malta се отвара во септември. Така да втората недела на септември ние ќе бидеме втор, не прв. Пред нас има некој професор од Малта кој што веќе земал термин, како и да е, значи претходниот пат го затворивме, го отворивме Crypto Hub Malta, сега ќе бидеме втори поред на отварањето, така да втората недела од септември ќе имаме свое предавање во Crypto Hub Malta. Би сакал да ја изведам нормално темата која што веќе обработивме на нашата крипто конференција во Македонија, а околу тоа на следната крипто конференција Crypto Hub Malta ќе ни биде званичен гостин, со тоа што потенцијално ќе донесат и нивни спикери кои што ќе говорат на англиски, но верувам дека ќе биде интересно да се проследи. Очекувајте дека на следната криптоконференција во Македонија, која што планираме во следната година,
ќе ни бидат гости официјално и нормално организатор на CryptoHub Малта, кој што ми е, пак би рекол, добар познаник и другар, а дополнително, како што кажав, ќе имаме и гости од Малта кои што ќе говорат на нашата крипто конференција. Значи, растеме се повеќе. А како што кажав, за жал, вчера имавме дефект, и тоа голем, во точно предел каде што се наоѓа мојот хотел, така да бев ангажиран во последните 2 дена и затоа не успеав да направам материјал. Материјал беше спремен, само немав време да го спремам, да го снимам, да го снимам, а во исто време, чисто да знаете зошто вашиот Гемичија некогаш не може да стигне да направи повеќе материјал. Официјално објавено свежо денес, 27 јуни, значи 3 години постоење на нашиот хотел, јас сум во оваа компанија повеќе од 7, јас сум операцијски менаџер на овој хотел и моментално сме во топ 10 најдобро оценети хотели во светот, според TripAdvisor, значи не е ова некоја локална награда, ова е светска награда, и чисто сакам само да се пофалам зошто некогаш касниме со материјал, да знаете зошто, затоа што јас сум менаџер на овој хотел и некогаш едноставно имам, би рекол, итни обврски кои што морам да ги завршам, а нормално на крајот на денот знаете дека нашата материја секогаш продолжува, нашата едукација секогаш продолжува. А во однос на едукацијата, да се потсетиме уште едно, значи официјално е потврден датумот на нашето гостување во Минхен, 6 септември во Минхен, во само секунда да го најдам точно, значи местото каде што ќе се одржи ова, беше овде, мислам дека најдобро ќе го видиме, Einveldhaus, тоа е на адреса, само да видам, мислам дека овдека стои подобро, ајде ќе го отвориме во нов, за да може подобро да го видите. Значи, ставено и на самиот постер каде ќе биде, да не ја утнам адреса, зашто малку е наопако напишана, секоја чест за Славков, морам уште еднаш да го пофалам, Леонтин, кој што го направи нашиот постер, али еве како изгледа, Einveldhaus, само да видиме каде е. Schwanthalerstrasse, 80 Мюних, Дојчланд, така да ве очекуваме. Ова е официјално, ова е нивната Facebook страна, верувам дека лесно ќе најдете. Значи, уште еднаш, како и секогаш, на нашата основна Facebook страна, би ви препорачал да го најдете овој настан кога ќе влезете на нашата Facebook страна, еве го овдека, во Featured Events. Значи, сега за сега можете слободно да се пријавите дека ќе доаѓате, но за ова ќе треба да направиме посебен тип на пријавување, затоа што ќе мора да има RSVP за луѓето кои што доаѓаат, затоа што ќе имаме ограничени 100 места. Значи, со оглед на фактот дека организираме надвор од Македонија, нормално овдека не можеме да правиме како Македонија, ќе мораме да направиме, очекувате наскоро ќе има посебен тип на пријавување, ова е добро што го се пријавувате и овдека, но ќе мораме да знаеме точно колку луѓе доаѓаат, така да наскоро тоа ќе биде објавено, исто така во оваа група, така да приклучете се за да можете да ги добиете сите информации. Има доста луѓе кои што сакаат да дојдат како од Германија, така од Швајцарија, така и од Австрија. Поради ова, значи уште еднаш, на самата дискусија, еве го ставив овој пост овдека, значи слободно можете во коментар да се договарате, веќе неколку луѓе ми пристапија со слободни места, затоа да не бидам јас сега гласноговорникот, јас не би знаел точно кој сака да дојде, слободно во коментар на било кој од овие постови, посебно на овој, ставајте дека имате потенцијално празно место, оние кои што сакаат да дојдат потенцијално од вашите краишта во Германија, Австрија или Швајцарија, ќе ви се приклучат. Така да на тој начин ќе се организираме да можеме што полесно да го организираме ова за сите наши македонци, а уште еднаш како и секогаш, значи под посебно покровителство на нашата Patreon заедница. Како што кажеме, овие мали количини на членарина кои што моментално ги плаќате се направени со цел да можеме да дигнеме нашата работа на уште повисоко ниво. И уште еднаш ќе напоменам, со тоа доаѓаат и посебни привилегии, со тоа што додавме уште една посебна група. Ова е наменето највеќе за оние кои што имаат чести 1 на 1 состаноци со мене, кои што се возможени само за нашите Patreon членови. Би ви препорачал, доколку сте еден од овие луѓе со кои што сме имале повеќе од 5-6 пати 1 на 1, слободно да се зачлените во оваа група, затоа што ќе биде многу поевтино за вас да може да имате со мене месечно 1 на 1, без при тоа да плаќате дополнителни 50, одека е 50 евра за целиот месец, а така плаќате 100 евра за еден состанок со мене. Чисто да напоменам дека го имаме и ова како опција моментално, која што ќе ви даде и дополнителни привилегии во сите оние следни проекти кои што ги планираме и партнер програми. И пак, значи, во основните привилегии, како што спомнавме, секој од вас има пристап до нашите чатови. Уште еднаш ќе напоменам, место каде што сите моментално се трудат да се образуваат и информираат едни со други. Повелете, нема шилање,
значи нема глупости, нема анонимуси, овдека сме сите да соработуваме еден со друг. Имате директни пораки до мене кои што ги одговараме еднаш дневно, како и нормално еднаш месечно имаме посебен тип на лајвстрим на Microsoft Teams, кој што е наменет само за нашата Patreon заедница, каде што нормално разговараме директно со истата. Со тоа што пак ќе кажам, значи слободно може да влезете и да видите како е да се биде дел од оваа професионална заедница 7 дена бесплатно. Се што треба да направите е да го најдете patreon.com, CryptoGamegia како форум или пак само најдете го сето ова во дескрипција на било кој од нашите видеа. Значи еве како изгледа, може многу лесно да дојдете и да видите како е да се биде дел од нашата заедница. Со тоа што за оние кои што потенцијално имаат проблеми со нивното уплаќање, може тоа да го направат и на овој начин преку крипто. И на тој начин да се зачленат на годишно ниво со 20% попуст, а дополнително може и било кој кој што сака да го поклони ова членство на некој свој близок со цел да му поклони едукација и една добра, би рекол, македонска заедница која што се обидува да се напредува еден со друг заедно, нели, во овие води. Со тоа што во секој од нашите видеа пак ќе напоменам, значи имате линк до нашата Patreon заедница, линк до нашата CryptoGamegia кооперација, која што е еден вид маркетинг страна на нашиот канал. Наскоро ќе имаме нешто интересно ново. Овдека е нашата добротворна програма која што е составена од Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси, чии што донации ги ставаме во добротворни цели. До сега 3 пати сме организирале добротворни акции во Македонија, се надевам ќе имаме наскоро уште повеќе. Ова се нашите социјални мрежи, доколку не сте ги заследале, заследете ги, на тој начин ќе имате многу подобро, да речем, пристап до информации кои што постојано ги објавуваме за вас, како и нашите резервни канали, каде што последниот на кој што ја развиваме нашата програма е Daily Motion, односно ја копираме целата наша 140 и неколку видеа од напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што од почеток ги објавуваме сите моментално на Daily Motion, каде што се стигнати до некој 38 видео, така да ќе можете да го заследите овој материјал од самиот почеток и да стигнете до каде што се наоѓаат и другите наши нормално гледачи. И повторно, значи, најмалку што бараме од вас е за целата оваа бесплатна работа која што работиме за македонската нација. Лайк, шер, сабскрајб, комент, на тој начин ќе ни помогнете што повеќе македонци да можат да го следат нашиот материјал, што повеќе македонци да стигнат до овој материјал на македонски и да научат нешто повеќе за финансирање, за крипто и за макроекономија. Со тоа што сега ќе продолжиме со анализата на самиот Axelar Coin. Сега генерално по однос на анализата на еден проект, како што кажеме во текот на оваа специјална Altcoin недела, тоа го правиме со одговарање на овие 6 групи на прашања, каде што, како што може да видите и сами, истите се наменети со цел да ни дадат целосна една идеја за тоа за каков тип на проект станува збор и се што треба да знаеме за овој проект. Како ќе ги одговараме овие прашања, така и банерот под мојата профилна слика или видео ќе се менува, така да на тој начин ќе знаете за кој дел од ова истражување разговараме во моментов. Со тоа што секогаш за почеток разговараме за првото прашање, тоа е каков тип на апликација и практична примена има овој коин, односно оваа технологија, и дали има други проекти кои му се конкуренција, како во надворешниот свет, така и во внатрешниот свет. Со тоа што за почеток, значи, она што треба да го објасниме е дека овој проект е топ проект во групата на интероперабилност, значи неговата основна цел е да замени практично досегашните застарени технологии како што се мостовите, со цел проектите внатре во криптосветот да можат да комуницираат помеѓу себе во однос на пораки и да праќаат капитал од еден на друг блокчейн. Зошто е ова толку битно? До сега ние сме свесни дека едноставно блокчейн технологијата, сите овие екосистеми се засебни и затворени. Првиот проблем беше како да се поврзат со реалниот свет, овдека доаѓа првата категорија Oracle, за која што многу пати сме разговарале, додека исто така имаме втор степен проблем, а тоа е поврзувањето на овие блокчейни еден со друг, каде и доаѓаат овие проекти како Axelar и Wormhole. Сега оваа категорија ние веќе ја обработивме. Значи, на нашиот канал може да најдете исто така уште една плейлиста, така наречена крипто категории на проекти, каде што во овие 20 видеа, тоест 22 веќе, ние ги разделуваме сите овие категории на најразличен тип на технологија кој што се наоѓа во оваа сфера,
каде што во оваа конкретно сфера за која што денеска ќе разговараме, тоа интероперабилност, ние веќе имаме направено посебно видео каде што во основа објаснуваме зошто е оваа категорија толку битна и зошто интероперабилноста помеѓу блокчейните е клучна за напредокот на целата крипто сфера. И затоа што ќе напоменеме, значи како два најдобри примери се Axelar и Wormhole. Со тоа што денеска ќе разговараме за самиот Axelar. Сега, првенствено, да, исто така мора да напоменеме дека сите овие прашања нема да бидат одговорени едно по друго, како се движиме понатаму, така и ќе нормално наговестуваме за што моментално говориме и кој дел го објаснуваме од самиот коин, со тоа што сега ќе навлеземе малку повеќе во неговата, да речем, токеномија, каде што ќе разговараме за практично првенствено како изгледа како блокчейн, каков тип на блокчейн и се тоа што треба да го знаеме за основата на проектот, како функционира. Овој дел го забележуваме во токеномија како тип на блокчейн. Само на дополнување, значи дали е апликација од реалниот свет кој што постои кој што може да го заменат? Не, затоа што оваа технологија бара исклучиво блокчейн проекти кои што може да допринесат за решавање на овој проблем на интероперабилност, а во однос на дали има конкуренција, како што ќе кажеме, да, прв проект кој што му е најголема конкуренција е нормално самиот Wormhole, другите не би рекол толку, сега за сега нема некој што е доволно развиен и распространет како што се Wormhole и Axelar. Би рекол дека едниот и другиот се доста блиски во однос на тоа што се обидуваат да го направат, но пак во иднина пак би рекол дека иднината на крипто не е толку на преварување еден со друг, колку што е здружена сила и верувам дека има простор за двата да успеат во оваа сфера. Сега да се вратиме на основата што уствари представува Axelar во однос на токеномија, во однос на блокчейн, значи како истиот е развиен како блокчейн проект. Прва работа која што треба да спомнеме е дека истиот не е нов проект, значи гледате и дека постои што од 2020 година, каде што има, погледнете, 1, 2, 3, 4, 5 типови на ICOs, дали се тоа директни серии на понуда на токени, каде што нормално собирале seeding rounds, или пак се типови на ова се платформи како лансирање на проекти, така, како Launchpad кој што го имаме на Binance, ова е на Gate.io. Сега, зошто е толку битно ова? Погледнете, значи во seeding round ние имаме големи имиња, што значи дека уште од самиот почеток на овој проект, погледнете, Coinbase Ventures, уште во 2020 година се вклучила во овој проект. Ако продолжиме понатаму, ќе најдеме и други, пак би рекол гласни имиња, само да видиме моментално кој овдека е познат, никој посебно од овие, но мислам дека имаше уште едно интересно име кое што мораме да го спомнеме. Да, овдека беше во последниот, ако не се лажам. Crypto.com, едно од најголемите менувачници, гледаме дека има доста големи имиња кои што влегле во овие pre-sale, би рекол, со тоа што нормално ваквите pre-sale помагаат во развивање на самиот проект. Сега, матично, самиот Axelar, кој што гледаме дека има доста интересни донори на самиот почеток, е развиен со цел да направи бридж најпрво помеѓу Cosmos и Ethereum. Значи, Axelar е матично проект развиен на Cosmos со Cosmos SDK, Software Development Kit, и како што ќе кажаме, неговата прва намена била токму тоа да направи тип на универзален мост помеѓу сите проекти на Ethereum и Cosmos. Да се подсетиме, Cosmos самиот по себе, тоа му е главната цел, да биде практично интернет на блокчейните, со тоа што Axelar, со тоа што потекнува од самиот Cosmos, е на некој начин дел од оваа солуција. Истиот самиот по себе е Proof of Stake, но не само Proof of Stake, туку Delegated Proof of Stake, значи не е стандарден Proof of Stake, туку има Delegate пулови кои што имаат многу поголеми количини, каде што вие како стейк можете да учествувате во истите, затоа малку полесна. И истиот, како што веќе кажеме, е изграден на Cosmos Software Development Kit, односно самиот Cosmos, знаете и сами, е еден од првите блокчейни кои што нуди ваков тип на солуција, каде што преку неговиот Software Development Kit, тоа е посебен тип на програма, можете да развиете ваш целосен блокчейн кој што е матично на Cosmos. Сега, како што кажавме, значи истиот е Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, и луѓето може да имаат свој нод. Тоа се оние delegated, да речем, пулови кои што може да ги развиете, тоест да имате свој. И погледнете овдека, значи ова е хардверската, да речем, рамка која што ви е потребна за да може да имате ваков тип на нод на Axelar.
нормално, ова нема сега да навлегуваме ние премногу, она што ќе го напоменеме уште еднаш е дека линк за тоа како потенцијално може да направите нод на овој Delegated Proof of Stake блокчейн ќе биде ставен во дескрипција. Ова е практично објаснувањето кое што ако некој од вас сака, ќе може да го следи за да направи нод на Axelar. Дополнително, значи исто така ќе имаме и уште еден линк за тоа како можете директно на Axelar мрежата да правите стейкинг на вашите Axelar токени AXL. Овдека, значи целото ова објаснување ќе биде ставено во дескрипција, заедно со уште еден линк за оние кои што потенцијално имаат Ledger, каде што исто така е објаснето како можете да го стейкате вашиот Axelar директно на Axelar мрежата преку вашиот Ledger новчаник. Значи ова ќе го најдете во дескрипција, нема да налегуваме премногу, но е битно да го знаете за во иднина. Сега, моменталниот staking reward или инфлација би рекол на Axelar е 8,05%, што е доста високо, но тоа е моменталното решение. Значи на годишно ниво добивате 8% за вашите Axelar staking токени. Тоа практично се преведува во инфлација, односно зголемува на годишно ниво 8% количината на Axelar токени, со тоа што се уште не сме стигнати до крајната инфлација, за тоа ќе разговараме малку подоцна. Сега во однос тоа како изгледа и како е објаснет овој протокол. Значи ова е многу добар артикл од Месари, кој што исто така ќе го оставам во дескрипција, за да имате целосна представа како функционира самиот Axelar блокчейн, потенцијално за оние кои што сакаат да има малку подобро напредно познавање. Она што ние сега моментално ќе разговараме е пак, значи се враќаме на така речено како функционира самиот тип на проект, односно ќе објасниме што истиот прави. Во оваа ситуација ќе се вратиме на неговата апликација, односно ќе се вратиме повторно на делот со апликацијата, каде што детално се објаснува што е неговата цел. Значи, во однос на Axelar истиот служи како така речено overlay network, тоа е посебен тип на мрежа која што дозволува трансфер на коини и во исто време на пораки помеѓу еден и друг блокчейн. Со тоа што делот кој што го има во однос на трансфер на коини се нарекува Interchain Token Service протокол. Тоа е така речено посебен тип на, ова беше единствено постар што успеав да го најдам, посебен тип на софтвер кој што се занимава во самиот Axelar, значи во неговиот блокчейн, со цел да може да ги промени овие токени од едни во други, од еден на друг блокчейн, а во исто време постои и овој General Message Passing, каде што не мора да биде секогаш капитал, може да биде и само порака испратена од еден до друг блокчейн. Со тоа што како тоа го прави, пак ќе кажам, детално може да го најдете овдека, јас лаички ова ќе ви го објаснам, со цел да имате оприлика представа како функционира, со тоа што најчесто нормално ова е било каков тип на барање од една децентрализирана апликација до друга децентрализирана апликација на друг блокчейн. Значи, двете децентрализирани апликации се наоѓаат на различен блокчейн за почеток. Кога ќе дојде така речено иницијалното барање да се трансферира одреден количина на токени од еден на друг блокчейн, истото доаѓа до самиот Axelar. Axelar служи како мост помеѓу овие два блокчейни кои што му веруваат да го направи овој трансфер. Со тоа што вие трансакцијата за овој токен да биде трансфериран од еден во друг блокчейн ја плаќате во Axelar токени, од каде што и доаѓа матично неговата корисност, зошто е битен Axelar токенот. Со тоа што вие го плаќате овој gas fee на мрежата на Axelar за да ја спроведе и реализира оваа трансакција од една апликација на друга. Што се случува следно? Значи, токенот се променува, како што веќе кажавме, преку Interchain Token Services и од еден станува, така речено, wrap токен на друг блокчейн. Ако овдека сте испратиле Chainlink, да речеме сте испратиле Chainlink од Ethereum на Cosmos апликација, вие практично добивате wrapped верзија на истиот тој Chainlink на Cosmos апликацијата. Со тоа што валидаторите на Axelar, кои што веќе спомнавме, се тие кои што потврдуваат од еден чейн на друг дека имаме така речено реализирање и транспорт на овој капитал од едниот на другиот блокчейн, а во однос на самите матични блокчейни, во првиот блокчейн се случува вадење на овие токени или така речено замрзнување, а додека на другиот блокчейн се врши така речено пренесување или пак креирање на овие токени во нивната wrap верзија. Што значи дека се додека овие токени во нивната wrap верзија постојат на децентрализираната апликација на вториот блокчейн, ќе бидат во замрзната форма на првиот блокчейн.
Кога ќе се вратат, тогаш вршиме бърн на вториот, а креираме на првиот, така речено, оние токени кои што автоматично биле трансферирани. Така да, оприлика како изгледа, нема да навлегуваме премногу, но ова е главниот дел кој што треба да го разберете. Тоа е механизмот на кој што Axelar врши транспорт на токени и пораки од еден блокчейн на друг. Сега, истиот има и своја, сега дека повторно се враќаме на токеномијата, ова е самиот блокчейн кој што го поседува, значи истиот има и своја Axelar Virtual Machine, која што е компатабилна со сите Ethereum Virtual Machine, и на тој начин, пак ќе кажам, матично, главно се однесува првенствено на Космос и на Ethereum. Но нормално Axelar напредуваше многу од моментот кога ова беше инициирано, Axelar виртуална машина и нели првите блокчейни, зборувам, децентрализирани апликации на Ethereum и на Космос, и сега моментално се наоѓа многу блокчейни, зашто ќе разговараме следно, погледнете, значи овој протокол е имплементиран на 81 различни блокчейни. Не зборуваме за токени, не зборуваме за децентрализирани апликации, зборуваме за 81 засебни блокчейни кои што моментално се поврзани помеѓу себе со Axelar, овој универзален тип на мост. Со тоа што ова е, како што може видите и сами, големината на така речено капитал кој што поминува од еден во друг блокчейн. Погледнете колку најразлични трансакции може да видите од сите овие блокчейни од еден до друг, што е доста интересно како проект. Тоа го прави овој проект да биде доста универзален, доста интересен, и затоа велам дека оваа категорија сама по себе е доста уникатна и затоа и ние сме солидно инвестирани во истата. Со тоа што исто така можеме да видиме дека за било каков тип на децентрализирани, пак би рекол, ова се посебен тип на менувачници, како што се Uniswap и останатите, или за било кој тип на децентрализирани апликации, гледаме дека има, така речено, би рекол, лесен начин на атачирање, да речем, на овој протокол, на вашата, пак ќе кажем, дали е менувачница, дали е страна, дали е игра, real world asset токенизација проект, која што може да додадете со, така речено, Solidity јазикот, за да може да го применувате Axelar на што и да имате моментално во овој, да речем, криптосвет. Сега овдека би разговарале малку повеќе и за зрелост на пазарот. Зошто го зборуваме тоа? Затоа што овдека ни спаѓа практично и не, се извинувам, вести треба да поразговараме моментално, фундаментална анализа, се извинувам. Значи да го смениме банерот посебно. Фундаментална анализа, односно ќе поразговараме за вести на овој проект, што се случува моментално, партнерства, како и поврзано со кривични и судски одлуки. Можам веднаш да ви кажам дека Axelar нема никакво поврзано со судски и кривични процедури, така да тоа е одлично. Една најбитна вест која што добивме пред само неколку месеци во март е дека Axelar е еден од коините кои што има свој спот ETF апликација од страна на Canary Capital, ако не се лажам, само да видам кој е, да, Canary Capital. Со тоа што значи и он е еден од оние кои што се напреваруваат коини и токени за да добијат свој спот ETF, што е многу добро, како што кажеме, тоа значи директно отварање врата до капитални инвестиции од институции. Следна вест која што имавме е дека, гледате дека практично големи организации, тоа би рекол институции, се занимаваат веќе со овој проект, а тоа е Deutsche Bank на 17 јуни 25 година. Значи официјално го земам во превид Axelar заедно со Memento блокчейн, кои што моментално ќе ги користат овие два типа на блокчейн проекти, со цел да го изградат Dama 2. Веќе има направено light paper, кој што ќе се занимава со токенизирање на реални ствари. Нормално овдека првенствено станува збор за државни обврзници, а понатаму и на се останато, каде што Axelar треба да биде еден од клучните проекти за да може да се оствари овој тип на, би рекол, платформа од Deutsche Bank. Повторно, Deutsche Bank е, ако не се лажам, и најголемата банка во Германија, не сум сигурен, но една од најголемите дефинитивно. Во меѓувреме гледаме три нови, да речам, чейнови кои што се приклучија на оваа мрежа на Axelar, меѓу кои прво Sui, потоа видовме дека и Ripple стана дел од истата, а овдека е и Filecoin. Значи гледаме се повеќе и повеќе, и тоа само во 2025 година, ова е во последни неколку месеци, се повеќе и повеќе од овие блокчейни наоѓаат дека решението за интероперабилност се токму ваков тип на проекти како Axelar и Wormhole. И затоа ќе ги имаме во сопственото портфолио. Чисто за напомена, само секунда да бидеме транспарентни во однос на нашите гледачи, би сакала овдека само на секунда
секунда да го додадам нашето портфолио, за да знаете колку од овој коин го имаме моментално инвестирано во нашето портфолио, само за жал изгледа го нема моментално. Што ќе направиме? Ќе отвориме на Facebook, овдека го имаме нашето портфолио објавено од пред само неколку дена, со цел да може да видите дека нели транспарентно овој проект ние го имаме во нашето портфолио и во моето лично портфолио и во портфолиото на самиот канал. Дајте ни само секунда и ќе го отвориме, не ми текна порано, се извинувам, за да можеме соодветно да покажеме и тоа. Значи ова е на каналот, ова е нашето лично портфолио кој што водиме од самиот почеток на овој канал, каде што Акселар моментално, само да најдеме каде се наоѓа, не е во некоја голема количина, 0,5% го имаме на нашето портфолио, додека многу повеќе на портфолиото на каналот. Само секунда, значи имаме 7,7%, погледнете. Значи ние навистина сме солидно фокусирани на оваа категорија, каде што погледнете. Wormhole имаме 3% и 0,5 Акселар, а додека на каналот имаме пак Wormhole 8,2, а 7,8 имаме Акселар. Пак ќе кажам, верувам дека оваа технологија може да има многу големи позитивни, би рекол, многу позитивен исход во овој bull market, па и во следниот, ако се докаже клучна во тоа што моментално го работи, а сега за сега гледаме дека голем дел од блокчейните веруваат во способноста на овие проекти. Со тоа што сега ќе направиме кратка техничка анализа, значи реално се наоѓа на нов all-time low, значи тоа е многу битно, но не забравяйте дека значи иако овој проект е од 2020 година, ова е негов прв bull market. Што значи дека овој прв bull market можеме да очекуваме солидни би рекол резултати од истиот, посебно со оглед на фактот дека се наоѓа на екстремно ниски вредности. Само на кратко ќе погледнеме на месечно ниво. Погледнете и сами, значи неговиот сток RSI се наоѓа на апсолутна нула. RSI се наоѓа на вредност од 41, а гледаме дека MACD се обидува конечно да направи за прв пат во историјата на Акселар пробив на сигналната над базичната линија на MACD за да влезе во bull тренд. Со тоа што гледаме дека се уште се наоѓа во овој матичен bear тренд, кој што се уште го нема поминато, а ова е, како што знаете и сами, стандардна cup and handle формација. За жал ние имавме формација која што се наоѓаше овој канал, верувам дека и понатаму истата може да се реализира и да пробие на горната граница, но сега за сега гледаме дека се уште цената се наоѓа под него. Тоа што можеме иницијално да го зборуваме е оваа cup and handle формација. Само секунда, за жал не успеав да го земам правилниот индикатор. Погледнете, сами, значи ова е најдлабоката, да речем, корекција под оваа линија, тренд линија во BR, која што моментално доколку ја пробиеме, потенцијално гледаме на мета која што би не донела негде во овој дел, а тоа е од корекцијата негде до 50% корекција нагоре или пак до некои $1,5 од неговата моментална вредност од само 31 цент. Така да ова е иницијалниот скок кој што го очекуваме при конечно пробивање на овој bear тренд, затоа што се уште, како што можеме да видиме, истиот се наоѓа во длабок bear тренд. Имавме повторно обид за пробивање на средните вредности на Market Cypher и на Bull Market Support бендот, неуспешни поради нормално ситуацијата на Блискиот Исток, но верувам дека е само прашање на време. Значи погледнете, ние сме матично во bear тренд уште од почетокот, така речено, на март 2024 година, ако се сеќавате, ова беше иницијалниот скок од октомври до март од 2023-2024, а од тогаш сме во овој bear тренд. И пак ќе кажам, верувам дека сето ова ќе се заврши позитивно. Го чекаме, како и сите вас и ние, да почне алткоин сезоната, а со тоа и скок на сите овие коини. Сакам да кажам дека матично неговата цена скоро и да не може да пробие надолу, нормално секогаш тоа не можеме да бидеме 100% сигурни, но тоа не го менува фактот дека е крајно потценет во однос на цена за разлика од било кој друг проект. Сега, тоа е во однос на техничка анализа. Овдека би се вратили повторно на токеномија, каде што ќе разговараме за, да речем, потенцијални битни работи околу неговиот блокчейн, каде што матичниот Акселар токен има 200 милиони TVL, Total Value Lock. Сега ова е интересно, ваков тип на блокчейн има различни тип на TVL, каде што пак од друга страна неговата целосна мрежа има околу 870 милиони Total Value Lock, а додека Cross-chain има околу 670 милиони. Така да сакам да ви кажам дека навистина реално како блокчейн и како солуција преку различни блокчейни има доста голема количина, 700 до 800 милиони долари не е малку за ваков тип на мал проект, кој што реално има доста мал маркет кап. Значи он има маркет кап од 300, верувале или не, милиони долари, а во исто време има, погледнете и сами,
околу 870 милиони долари total value lock. Нормално ова е поради тоа што има други блокчейни кои што користат своји токени, кои што се така речено нели преку оваа солуција за интероперабилност пренесени на еден на друг блокчейн и на тој начин имаме 3 пати поголем total value lock од неговиот market cap, верувале или не. Значи тоа значи дека му веруваат како блокчейн. Сега, да, станува збор за екстремно мал проект, значи како што кажаме под 1 милиарда станува збор за микропроекти, затоа и му дава потенцијално голем ризик, но и голем потенцијал за награда во неговото потенцијално растење. Една позитивна работа која што мора да напоменеме е дека во однос на токеномијата, која што исто така многу битна, значи имаме скоро 1 милиарда токени се веќе пуштени во оптек, додека имаме вкупно 1,2 милиарди токени кои што ќе бидат во оптек, со тоа што максимум supply се уште е бесконечно, затоа што имаме инфлација која што и понатаму продолжува кога ќе се достигне овој total supply. Ако нешто не се промени, ако не се одлучи затоа што они имаат и DAO, кој што јас за жал не можев да го најдам, и вие со вашите Axelar токени можете да одлучувате преку нели Delegated Proof of Stake, преку оние валидатори кои што ќе ги одберете за да направите стейк на вашите Axelar токени, да се одлучува понатаму како ќе се променува самиот блокчейн, така да потенцијално може да се случи и да се намали ова или да се ограничи, ќе видиме. Сега за сега останува 8% инфлација на годишно ниво, со тоа што се уште имаме уште 200 милиони токени кои што треба да бидат доделени, но тоа генерално е негде помалку од 20% од купната количина на токени на овој проект, што воопште не е лошо. Ние сме виделе проекти кои што имаат и 90% од токените кои што допрва треба да бидат отклучени. Ова се потврдува во два наврати, прво на Tokenomist, каде што гледаме дека да, сега моментално сме стигнати до така речено овие ваму има околу 800 милиони, а па крајот е околу 1 милиарда. Така да горе-доле е исто, 20% се опрашања од токените кои што треба да бидат отклучени, но она што морам да го напоменеме е дека има, погледнете, сите овие бои што ги гледаме овдека, најголемиот дел од луѓето кои што треба да ги добијат своите токени се уште инвеститори. Тоа е една работа која што морам да ви ја напоменеме крајно лоша, затоа што овие 20% кои што дополнително ќе бидат добиени од инвеститорите, може во било кое време да бидат ликвидирани, затоа што инвеститорите инвестираат нормално за профит и може да се случи да ги продадат овие коини. Слично на тоа можеме да видиме и на CoinMarketCap, кој што исто така има ваков прозорец. Значи подобро да имаме неколку извори со оваа информација која што се потврдува, нели? И еве и веста за Deutsche Bank, гледате и сами. Еве, значи истата ситуација, каде што и овдека гледаме дека матично на самиот блокчейн, не знам зашто и овдека е 1 милиарда со 800 милиони, додека информацијата која што имаме од CoinGecko е дека имаме 900, скоро 1 милиарда со 1,2 милиарди вкупно токени. Како и да е, не менува премногу, уште 20% од токените се останати да бидат имплементирани на пазарот, што воопште не е лошо ако мене ме прашувате, барем не за овој bull market. Следна интересна работа која што мора да напоменеме е тоа каде се наоѓа во однос на скрипти и негова активност. За жал, немавме информации, значи, како што може видите и сами, за разлика од другите проекти, Axelar нема своји информации се уште над CryptoMeteus, понатаму верувам дека ќе има. А зошто верувам дека ќе има? Затоа што има 35 full-time девелопери и погледнете го ова. 222 репоз. Тоа се тие репозитори кои што се имплементирани, односно регистрирани од CryptoMeteus, што значи дека самиот протокол е активен, само што за жал се уште не е тоа регистрирано на оваа апликација, а гледаме дека има дури неверојатни 112 месечни активни девелопери на овој проект, со тоа што го става на, сега ќе видиме кој е рамниште, значи сега не може да се рамни со овие најголемија кои што има, погледнете, јадници, но повторно 35 воопште не е лошо ако мене ја прашувате, погледнете. Algorand има 39, а е layer 1, така. Phantom има 43, а е layer 1. Multiverse Elrond е 45, а е layer 1. Flow исто, а Axelar представува, иако е Proof of Stake, ма неговата матична работа не е layer 1, туку е interoperability. Така да не е воопште во лошо друштво, погледнете, Celestia, Ton, Mental, сите имаат определека колку и самиот Axelar. Што значи дека е сосема добро. Сега имаме еден мал проблем, не знам зошто, значи истата ситуација, погледнете, кога станува збор за овие топ 100 во однос на децентрализација, тоа е последното прашање кој што треба да одговориме, значи за жал ние немаме соодветна информација. Не знам зошто оваа страна, која што е единствената која што јас имам за децентрализација, за да видиме колку од овој капитал е држен во најголемите 100 новчаници,
За жал, немаме информации, погледнете. Значи, не знам зошто, тоа се случува на неколку проекти до сега, ако некој од вас има потенцијално страна која што можеме да ја искористиме за rich list, за ваков тип на ајде вака ставиме, ма нема исто е што, без разлика на кој да е, гледаме дека е оприлика исто, нема никакви информации, не знам зошто. Како и да е, ако има некој потенцијална солуција каде што можеме на друга страна освен ова coincard.com да ги следиме 100 најголеми ходлери на овој проект, би ве замолил да оставите во дескрипција, нормално јас ќе го користам тоа за следните анализи. За жал немаме информации за тоа колку е децентрализиран овој коин во однос на коините кои се држани од топ 100 ходлери на пазарот. И дополнително accelerscan.io е местото каде што може да ги следите трансакциите на Axelar, ако некој од вас прави било каков тип на трансакции, нормално со оглед на фактот дека се сопствен блокчейн има и сопствен експлорер. Со тоа што пак ќе се вратиме на самата основа, значи објаснивме што е неговата апликација, дали има од реалниот и од криптосветот негова конкуренција, roadmap, за сега нема да разговараме, тоа ќе биде резервирано за сите втори видеа, за сите овие коини кои што сме ги истражили до сега, а тоа ќе биде во почетокот на следниот bull market, каде што ќе правиме надграбба на сите овие коини, техничка анализа направиме, фундаментална анализа ги добивме најдовите вести за овој проект, партнерства, тоа се новите блокчейни кои што се приклучени на неговата мрежа, нема поврзано со никакви кривични судски случаи, токеномија објасниме во детали, се што е потребно за истата како од тип на блокчейн, така и до неговата залиха или самата токеномија и децентрализација, за жал немавме доволно информации. Како и да е, уште ќе напоменам, Axelar ќе биде дел од нашето портфолио, дефинитивно овој bull market, а ако продолжи со ваквата работа и следниот. Се надам дека уживавте, нормално како и секогаш очекувате да се, активно да работиме во целиот овој bull market и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.